Почитувани, се враќаме назад во студиото, каде што, така како што и ви подспомнав пред рекламниот блок, продолжуваме со нашиот втор гостин за денешното издание на Студио 10, но сосема различна тема, исто толку многу важна во овие денови, но како што му спомнав и на гостинот кога се договаравме за гостувањето, и знаете и самите дека мене тие сензационалистички пристапи на делот на разговори не ми се допаѓаат, и токму затоа отвораме едно прашање кое што и јас сватив дека можеби никогаш не ми паднало толку детално на памет, а беше по предлог на гостинот. Му посакувам добре дојде токму на денешниот наш гостин, поранешен амбасадор, дипломат од кариера, Ѓорги Мисајловски. Како сте? Одлично, благодарам за поканата и користам прилика да се заблагодарам и на гледачите на ваша телевизија, кои толку рано со првото кафе ќе не слушаат на една многу горка тема. Па кафето малку да си го засладат на време. Да, сакав да ви искоментирам како и пред емисијата што направив. Не сум навикнат да ве гледам со вратоврска. Обично пеперушка имате генерално и имавте многу добар коментар на тоа. Да, пеперутката е многу практична. Например, кога јадеш супа во кафана, не може да ти падне. Тогаш у летно време ти служи како вентилатор, те лади, така да има многу предности. Иначе носам пеперутка, носам уште од моите белградски денови, јас тамо почнав кариерата во Белград, после студиите во Белград, на Белградскиот универзитет. И ја носам, така рече, секојдневно, дури и дома. Да, затоа ми беше дури и многу чудно да ве видам во вратоврска. Да, добро. Ама веројатно си имате се уште начин на облекување, дрескот кој што... Оваа карата е сега намерно направена заради сериозноста на темата. Така е. Со лептирката може би било некако повесела атмосфера. Да, горка тема како што напоменавте и самите. Јас генерално за гледачите темата ја насловив како тоа за кои се квалитетите и квалификациите кои треба да ги поседуваат конзулите и што работат конзуларните представништва, малку поопшта како тема, но ајде да одиме соред. Ние кога се договаравме и врз основа на тие базични документи кои што ми ги напоменавте да ми помогнат и во истражувањата, како ќе почнам првично со тоа, како го оценувате тоа што се случуваше изминатите денови? Со оглед на тоа дека и Македонскиот дипломатски синдикат имаше став кој што беше истакнат и се јавија и ваши колеги кои што коментираа, едноставно не дека ни е прв пат. Не, секако не е. И некако мислам дека ова доби толкава сензација по многу основи кои што можеби и не се само дипломатски во прашање, но веќе дали се прелива чашата или едноставно секој чудо за 3 дена и... Па види, ото е вака. Ово ништо не е ново, како што рековте. Македонска дипломатија е позната по скандалите и позната е по тоа што тие се заташкуваат секогаш. Никогаш не се оди до крај да се открие позадината, мотивите на скандалот и да се презедат соодветни мерки. Само да наведем минатата година со скандалот со Ереван, со скандалот со протерување на еден македонски дипломат кој се подготуваше да биде амбасадор во една соседна земја, на еден многу бизарен начин на кој не доликува да го објаснуваме обште. Значи, скандалите се наше дипломатско обележје, не само овој период, во сите периоди имале вакви случаеви, но имале чак и секретарки на некои наши високи функционери кои биле испрачени во мисиите. Да не ги набројуваме сите, би не одземала многу емисијата, меѓутоа ова е бламажа. Бламажа за Република Македонија, бламажа за македонската дипломатија, деградирање на конзуларната служба кој инаку е подценета без причина. Да набавам само еден податок, можеби гледачите не го знаат. Во меѓународно право пред се биле установени конзуларни односи. Да, тоа сака да ве прашам. Кој е постаро? Јајцето или кокошката во случајот? Конзуларни се постари. Значи, конзуларните работници се постари после дипломатските мисии. И јас никогаш не сум работил конзуларни работи во мојата долгогодишна кариера, меѓутоа нормално дека тие основни работи секој мораме да ги познаваме. Меѓутоа секогаш се осеќаше и во Белград, а и овде една дискрапанца во размислувањето
тие се као прави дипломати кои работат во амбасадите и конзуларците кои ги третират како шалтерски работници кои водат нека техничка работа, издават патни листови, продолжуваат визи и така. Меѓутоа не е така. Подетално, може би за тоа ќе разговараме покасно, кога ќе видиме реакциите на нашиот председател, на нашиот премиер и на нашиот министр за внешни работи, од кои се отсликува тотално непознавање на улогата на конзулните работи, почесно на генералните конзулати. Да наведам само во овој момент, дека почесен конзул, еве да кажеме сега актуелните, во Нью-Йорк, Нью-Джерси и Чикаго, и, например, почесен конзул во Истанбул, па и на некои други, се многу позначајни места за македонската надворешна политика, отколку 40 амбасади било каде што ги имаме во светот. Да не ги набројам тие минорните, кои не треба ни да постојат. Друга карактеристика, овие конзулати не се отворени тамо каде што имало потреба, а најголема потреба тамо каде имаме пред се голема диаспора, а Чикаго е трет најголем град, македонски најголем после Торонто, Нью-Джерси, веројатно. Не, Нью-Джерси не, Скопје и уште еден, Мелбурн. Аха, добро. Значи, голем град, а Чикаго е познато и позната земјоделска берза, кај се формира цената на пшеница, пченка, банки, корпорации, да не зборуваме што е Нью-Йорк. Тоа се треба да биде познаница на конзулот кој го имаме ние таму. Апсолутно. Во конзулот, во неговите надлежности има набројани повеќе области за кои. Најважната која нашите политичари, врвни политичари, ја забораваат дека почесниот конзул ги штити интересите на државата на именувањето, значи на нашата држава. И граѓаните, физички и правни лица кои таму живеат, во рамките, во границите на меѓународното право. Така да, улогата на еден генерален конзул не се разликува од улогата на еден амбасадор кој е представник на председателот на држава и предава агреман во негово име. Мислим, тука сега можеме да, ако е доволно технички, можеме да обясниме подетално. Тоа секако сакав да ве прашам, бидејќи некако мислам дека дури јас еве во целост не разбирам, кога разговарав со вас, сватив дека некои работи тука не ми се јасни, бидејќи кој кому дава должност, од каде, па чекај, се враќа назад, па министерот предлага, па владата одбива, признава, председателот вели јас немам ништо со тоа. Пред тоа морам да кажам вака дека што може би не е познато, генерален конзул. Добро. Во една држава, например, земеме сега има различни форми на конзули? Не, како да нема, ќе ги кажам кои се. Добро. Генерален конзул во Нью-Йорк, ако е самостојно во својата работа, он е под юрисдикција на амбасадорот на таа држава. Добро, на САД, значи. Во случај на САД. Во случај на САД ние 4 години немаме амбасадор. Во тој случај, генералниот конзул во Нью-Йорк автоматски нема со кого да се работува во размена на информациите со неговиот номинален шеф. Генерален конзул е самостојно во својата работа која работа, меѓутоа одговара пред амбасадорот. Значи, и тоа е хендипек кај што имаме амбасада и генерални конзулати, да нема амбасадор како, например, Кина 5 години, Вашингтон 4 години. На клучните позиции ние мислам дека немаме амбасад, мислам, земајќи дури и Софија како пример во изминативе години, ние немаме амбасадори. А што се однесува на таа квалификација, исто, тоа мораме да напоменеме за овие двата случаи последни кои се открија, едниот не е нов. Тој што е во Чикаго и тамо веќе 14 месеци. Да, точно. А они малтене овде инкогнито замина, немаше никаква реакција. Реакцијата дојде откако се откри овој втор случај кој на жалост преюдицира, односно потврдува дека се 20 од истна етничка припадност, па може би кај јавноста да предизвика и коментари кои не заслужуваат. Ние сега зборуваме за имаше доста недолични коментари, тоа не би сакал да го коментираме. Кажете ми, освен генерален конзул, само ово да... Значи, не може да отиде некој за генерален консул, а пред тоа да не бил вице-консул.
или конзул. Значи си има скалила и до тоа то ќе не е ташува. еднаш, него вице-конзул почнуваат со вице-конзул, тие се што ударат печати, и што бркат, идат по затвор и гледат тврдици наши ово. Конзулот имат малку поширока дејност, али сите мора да се правници. Тука е правна проблематика. Се разбирам, во тоа генерален конзулат има и луѓе кои има афинитет према другите, према култура, према економија, према бизнисот, да кажеме. Овој двата случаја последни кои анализираме, двајцата прво работно место е генерален конзул. Тоа е недозволиво. Например, во поранешна Југославија, ќе ви кажам, значи, ако некој не бил два пати конзул, да подрачете, конзулите обично еднаш кога идат у Германија, само у Германија одат. Еднаш ако одат у Франција, само у Франција, Лион и така. Еднаш кога идат у Америка, не може и друго. Они не можат после да се привилегират да работат во амбасади. Тоа им е за целиот работен век професија со која мора да се бават. И тие се професионалци. За профилот можеме да го зборуваме покасно какви треба да бидат. Значи, не може да се свати да некој води право за генерален конзул. Ние сме имали таков случај пре 15 години, па се заврши со враќање, али пак од политички причини, не од квалитетот на обавената работа, али самиот квалитет не може да биде соодветен. За случајот со Чикаго, пред сегашниот, имаше исто по националноста припадност исти, кој се покажа многу добар. Значи, квалитетот на генералниот конзул најповеќе чини диаспората. Иако е добар, иако е лош. За овие од сегашните нема баш добро мислење. Дали ние немаме постојана политика на работење? Еве, ако се покажал предходниот во Чикаго добар, тогаш дајте да го поддржиме човекот да се развива уште подобро и тоа место некако да го зацврстиме. Сега прашувам како тоа тој делува. Тој од Чикаго кој ќе дојде овде, он едва чека да иде поново надвор и ако му каже да биде у Занзибар, советник он ќе оди. Или ќе оди у некој амбасада на високо место. Тоа е недопустиво, затоа што не е иста проблематика. Затоа што не знам дали градиме ние кадри во континуитет, кои што ги тие генерални конзули надградуваме во истата фела. Тие треба да се безбедносно едуцирани во помош на соодветните институции, министерства кои располагаат со архиви, со документација. Нашите одат голи и боси. Они се жртва на нивните безбедносни служби одма. 28 години на прво работно место. 100 човекот може да знае. Он не може да научи Виенската конвенција за конзуларни односи. Што значи Виенската конвенција? Често ја читаме по текстови. Што е Виенската конвенција? Да им објасниме на гледачите. Тоа е устав за конзуларните работи. Тама е се прецизно напишано, процедурите, кои се условите и има некои точки кои нашите би требало да ги прочитаат. Например, како точката, мислам дека е точката 2, во која се потенцира важноста на конзуларните односи. Во случај на прекид на дипломатски односи, конзуларните односи не се прекинуваат. Тоа значи во случај на некоја војна со некоја држава, ние имаме право, како држава, преку конзуларното представништво, консулат или генерален консулат, да ги вршиме дипломатските работи, што е многу значајно. Потоа имаме право по исто Виенска конвенција за конзуларни односи да стапуваме трети земји. Например, ако не замоли некоја земја, нема услови или не сака или не можеме ние земја со која што имаме пријателски односи, например, па заеднички се представуваме. Не, ние представуваме таа земја. Добро. Значи, нашиот генерален конзул ја представува и да кажеме некоја друга држава која е побарала од нас тоа, а ние сме се сложиле. Так. Првиот член 5, што го спомнав, тоа е да ги штити интересите на Република Македонија и на граѓаните кои таму живеат. А тоа е компетенција и на председателот на државата. Прва во нашиот устав.
Значи да ја застапува Република Македонија. И не може сега нашиот председател да се однесува како ја не сум од тука, ја не одлучувам за процедура, ја не одлучувам за именување. Дали председателот Пендаровски во овој случај можеше да одлучи, ако Министерството за надворешни вчера не направеше фата моргана дека никогаш ништо не се случило? Можеше на повеќе начини, доста овака, да кажем, дипломатски, можеше да биде груб, можеше да биде уценувачки, али он ништо не направи, он се понажаше, ја не сум од тука. Што е недозволиво за еден председател на држава тоа да го каже, бидејќи генералниот конзул ја заступа Република Македонија и незините граѓани. Тоа, ако одиме после во анализа, посебно на реакциите на другите, на Османи и Ковачевски, ќе додадеме уште некои работи. Али сега, за ово нека остане до момент. Кажете ми, како го оценувате моментот на одлучување на генерален конзул на затворена владина седница? Веднаш ќе го кажам како тоа оди. Во МНР, поред непотизмот, кој е веќе познат, поред партиските ургенции кои се неминовни, немаат концепт на критериуми за еден генерален конзул или за конзулни работник. На почетокот на оваа држава, јас сум бил сведок во амбасадата кај сум бил на раководно место, конзулот да не разликува пасош од здравствена легитимација или од возачка дозвола. Прв пат го гледа. Во држава оди конзул кој не зна јазик на домаќинот, а кој мора да комуницира секојдневно со органите, и тоа многу важни органи, полиција, например, безбедност, било што, он не знае што е патен лист. Доваѓа прво, а пред тоа никогаш не бил дипломата. Значи, бил нешто друго, па исполнил некакви услови и го ставиле да биде конзул. Конзул се света конец као шталтерски работник, а не е тоа. Значи, овие услови кои се наведени во Законот за надворешни работи, кај нас, конечно, и кои не може да не влезе човек од трак, бидејќи се менуваат, а се менуваат во правец да може да дојдат и овакви кандидати као за кои изборуваме сега. При тоа, не се води сметка. Тамо се зборува за некаков сертификат кој се дава, а тој сертификат за безбедност се дава, меѓутоа тој не гарантира дека тие имаат безбедносна култура. На таа безбедносна култура подразбира дека Значи правиме разлика меѓу добивањето на сертификатот и културата и познавањето на безбедноста. Меѓу другото, генерален конзул има многу сензибилна работа кога го прашаме безбедноста на државата, кога е во организација на информациите на кои ќе ги добија, сега дали ме разбирате на што мислам, а тоа, такво знање не се стекнува на факултет. Такво знање се стекнува во институтите за безбедност со посебни подготовки. Значи, они се жртвени јагњени. Они може да биде жртва на било која домашна разузнавачка служба. И заради таковите случај и падна, сега да го употребам тој криумчарски овој за дроги израз, паднал, да паднат на тривијални работи, како случајот со нашиот несуден амбасадор во Белград, кој до душе не му било прво место, али тамо кај што бил, ништо не научил. Тука се тие друго, они треба да бидат комуникативни. Пошто они комуницираат во конзуларниот кор, а и дипломатскиот кор исто. Они не се разликуваат многу во привилегиите со дипломатите, меѓутоа имаат нешто што сепак се свесни дека се на едно пониско ниво, што не би требало така да биде. Јас се сеќавам кога го споменавте ова и околу делот со безбедноста, за важноста на конзуларното, мислам дека и јавноста најмногу научи во оној момент кога беше извлекувањето на сите странци во Авганистан по повлекувањето на американската војска од таму, каде што последни остана конзулите
на сите странски дипломатски Така конзуларни е. представништва. Така е. Амбасадорите отидоа, нивните кабинети отидоа, конзулите беа поставени, Така бидејќи е. тие ги извлекуваа. Ali Хуманитарните мисии ги водеа конзулите. konzulite kontaktira... Сега зборувам за нормалните држави генерално. Контактот на генерални конзул со диаспората е многу значаен. Многу значаен. А друго, односно не знам кој е поред веќе, нашите конзулати, како и всушност и амбасадите, тоа пишува последната колумна, се неопремени. И до ден денеска нема... Што значи неопремени? Па ева да ви кажам. До ден денеска, во мојата последна колумна се вика пресаташе, немаме во ниту една амбасада пресаташе. Добро. Во ни една амбасада немаме аташе за култура. Во ни еден конзулат немаме човек кој ќе се бави, например, за... Он не мора да се вика вице-конзул или конзул. Може да се вика конзуларни агент. Може да се бави, ако е познат физичар, научник, може, например, да иде во Америка, у Силиконска долина и да работи за проблематиката која нас не интересира. Ние така кадровите не ги испрачаме и... Тоа не знаев, изненаден сум, сега морам да признам. Зашто да си изненаден? Треба тоа не е... Да, па добро, ако ги гледаме случувањата, не би било изненадување, ама мислев дека некако... Не знам што мислам, добро. Тој треба да комуницира со дипломатскиот кор. Ако е он конзул, он може да дојде и до сенатор, може да, а не да ако е него, може да дојде до било кој во било која голема корпорација, во било која голема банка. Еве спомнав Чикаго што има во Чикаго, што има во Њујорк. Тоа е. Како ја оценувате, амбасадоре, мислам негативно секако, но во која мера, дали сметате дека голем дел од нашите мултилатерални и билатерални и генерално меѓународни односи кои ги немаме или ги имаме, се токму резултат на нашата тотална непрофесионалност и непосветеност од државно ниво гледано кон дипломатијата? Огњен, извини што вака ти се без презиме. Значи, сега можеш да отвориш интернет и да видиш што ќе случува во Минхен во конференцијата за безбедност. Да, тоа го читав баш Савајле во вестите, две вести баш во делот на Украина, најмногу... Добро, темата е Украина. Да. Види ли делегацијата која оди? Да, нашата? Да. Премиерот, вице-премиерот за европски прашања и министрот за надворешни. И министерката за одбрана. Да, ја заборавив, да, изславив. Кој фали уште? Джафери, спикер на парламентот. И председателот на државата. И фали Артан Груби. Председател на државата оди. Да. Значи, фалат уште овој, а веројатно да се комплетира со бодигардови, таман толку се обират. Сум бил неколку пати на таа конференција. Секоја држава по еден представник испреча. Ако е председател на државата, евентуално може да го прати, тоа е протоколарно, министрот за надворешни работи. Што може сега на таа конференција новата министерка за одбрана наша да дискутира. Дали е тоа концепција? Не е концепција. Ако се вадат на тоа, тамо ќе се сретнат со некој на маргините, тоа најчесто кај нас така тие бива. маргините, знаеш што се тие маргините? Тие се по скалите се сречават. Само многу фин збор е вака за... Да, и ќе проша како е времето во Македонија, добро, врне и тоа е. Новинарите викат дека имале содржаен разговор. Се разбира, така се тоа. Значи, да имаме концепт. Оваа афера е во многу лош тајминг. Имаме Украина, за која не можеме да имаме свој став, а не можеме ние да го согласиме со ставовите на Америка и на Европска унија. Бидејќи немаме ни амбасадори, ни конзули, ни ништо. Ние немаме во Бугарија амбасадор. Во најкритичниот момент па се крши законот. Пучковски беше представник на влада, а не може да биде представник на влада. Може да биде представник само на председателот на државата како спешал инвој. Како што ЮН прави, например, како што Обединетите нации прават и американските правиме исто. ги кршиме законите. Овој закон за надворешни работи кај нас се крши, апсолутно се крши и за тоа реагира и Македонскиот дипломатски синдикат со право. Нема концепт во дипломатските односи, а камо во конзуларните односи.
Тамо е ептен хаос. Мислите ли дека ги користат конзуларните, особено имајќи го предвид оно што вие го велите за како монета за подкосурување или како некоја своевидна своја желботека која што си ја имаат и бидејќи некако кај амбасадорските, иако добро праксата покажала исто, некако може би малку повеќе внимаваат, ама пак ваму кај конзуларните веројатно. Па не, секако помалку внимаваат. Секако помалку, а меѓутоа тоа не би требало така да биде. Друго, не сум сигурен ни амбасадорите во државите кај се именовани имаат некакви содржени контакти со генералните конзули. А мислите дека и меѓу себе не би Па комуницирале? претпоставам дека таа комуникација ја немаат. И друго, оно што треба да се нагласи, кој се прашање генералните конзули, нивните информации за безбедноста би требале да бидат да кажем, содржајни. Бидејќи не се толку видливи веројатно како амбасадорите. Сега морам да кажем нешто што може би не се знае. Во поранешна Југославија генералните конзули углавном беа луѓе на службите. Али правници не може да биде ако не е правник. Не може. Тамо пише во нашиот закон да има факултет. Може да има земјоделски факултет. Може да е уметник, може да е балетан. Он има високо образование и знае англиски јазик и уште еден од 4 светски јазици, и тоа му е доволна квалификација и сертификат за безбедност кој им дават. Мислите ли дека треба да се измени и дополни законот за надворешни работи токму во овој поглед, особено за квалификациите? Он е правен за луѓе, тој закон. Значи, ако се зборува за конзули, они веќе мислеле кои се тие конзули. Кога го менувале? Тоа се овака in short, што викате англичаните. Така, значи, веќе сме некаде при крајот на емисијата, Да. односно на интервјуто со вас. Ме интересира во овој дел, зошто владата е таа која што би одобрувала, бидејќи некако ми кажувате дека главното е тоа од доаѓа ке председателот. Процедура, значи не е направиме, еве сега запанзирана и да кажеме само реакциите на Ковачевски Османи, ако сме веќе при крај на емисијата. Значи процедурата за именување на генерален конзул се разликува од процедурата за именување на амбасадор. Добро. Сега да не објаснувам детали многу, али се разликува. Предлог за генерален конзул дава министерот за надворешни работи. Добро. Како он со својот тим, кој никогаш не го презентира кој е, одлучува кој ќе биде, тоа е негова работа. Меѓутоа, он пренесува предлог до владата, владата усвојува, се бара екзекутура од државата кај треба да се испрати, со наведување на сите податоци и откако тоа ќе се заврши, генералниот конзул со патентно писмо оди во државата, го предава и почнува неговата работа. Тоа е ова процедура која иде. Значи, патентното писмо го парафира министерот за надворешни работи, а го подпишува премиерот. И со тоа е завршено. Сега и тука доаѓаме до реакцијата Пендаровски. Знаејќи го тоа, ако го знае, он смета дека нема никаква одговорност во избор кој ќе биде генерален конзул. Да, затоа ве прашав за процедурава, некако измешани он би морал лончињата. да знае, владата би морал да го информира. Он не подпишува. Али генерален конзул не застапува државата. Тоа е иста она функција која има и председател државата. Прва функција му е тоа. Така да не може да каже дека тоа не е негов ресор. Другите двајца, премиерот и министерот, на исти начин недипломатски дават објаснување. Они споменуваат некоја затворена седница, па како процурила, па како на другата затворена седница тоа е демантирано. А зашто е демантирано ако не било веќе на тема? Значи тоа било, очигледно било на тема, под притисок на јавноста виделе дека се почорсо как и се повлекле. Тоа не е, Османи не тврди дека таа не била во игра да оди за Да, единствено беше дека нашиот веќе ние имаме таму конзул и дека немаат намера да го менуваат. Тоа беше некоја реакција која што дојде. Дека имаме човек кој не треба да го менува, кој е на пола мандат или 2 години уште има, дека нема. Али тоа не значи
дека ова афера е измислена од новинарите. Деме како процурило тоа? Па како процурило? И вашите деманти зборуваат дека сте разговарали за тој кандидат, за овој другиот човек кој е тамо веќе 14 месеци. Што ги спомнуваат, да не могу кажеме сега името. Так. Значи не може да не биде информиран. Ве советуваат ли вас сите вие кои што сте поранешни амбасадори и дипломати од кариера од страна на Министерството или владата? Бараат ли совети од вас? Па, ти добро знаеш дека постои совет на амбасадори. Знам, ама затоа... Тој совет на амбасадори има функција. Тие се пензионирани амбасадори, кои имале шанса додека биле амбасадори да го покажат што знаат и умеат. Претоа биле и на некои на високи функции во самото министерство. Највисоки функции после министрот за внешни работи. И тие сега држат исто слово, држат лекции, кои се во тој совет и мало па ќе излезе со некој соопштение во кое го поддржуваат владата. Што значи таа поддршка? Што значи поддршка на совет на амбасадори? Каквата функција има, какво значење, какво влијание има врз водењето на външна политика? Друго, ако генерализирате кабинетите на председателот, па и на премиерот, кој состав избра на почетокот, да го советува за надворешна политика, па после се откаже од некој, па и од некои надворешни се откаже, тогаш ќе ви биде јасна слика што очекуваат. Јас лично може би претерувам со моите колумни во кои укажувам укажувам за подобрување на функционирање на дипломатијата и тоа све ќе биде сублимирано во една книга која ќе се вика Дипломатија за почетници. Бидејќи ние сме почетници. Ке ни се јавите за промоција да направиме ова. Ке направиме промоција. Ние сме почетници како држава, така би се сметале. Па ние сме сега почетници. За жал добро. Ние сме сега почетници за 30 години. Ние правиме почетнички грешки. Безпотребни, неизнудени, што викат во тенис, неизнудена грешка. После која противникот поентира. Зашто Бугарија поентира? Правиме неизнудени грешки. И не само на тој случај, и на други случаи. Со соседите, ние викаме дека има соседите одлични односи. На жал не е така. Подлабока анализа открива, да го користам Гинтен Грас, имаше една прекрасна книга Луштејки кромит, кога лист по лист се вади, доаѓаме до содржината која кромидот има мирис поинаков кога ќе го извадиш листот, нели? Тогаш веќе и можеш и да плачеш, можеш да од жестината на мирисот. За крај само сакам да ве прашам, веројатно ве прашувале со оглед на тоа дека и поодамна беше, но сега и мене ме интересира во овој контекст моделот на непостојаноста, на немањето континуитет, а особено имајќи го наум фактот и блокадата со Бугарија и патот кон Европската унија и слично. Клучната личност која што нам ни беше можеби и медиумски најзастапена во делот на патот кон Европската унија, постигнувањето на Преспанскиот договор, договорот за добрососедство со Бугарија и слично, исчезна од новиот состав на владата, мислам на Никола Димитров, исчезна од новиот состав на владата, веќе не е никаде и одеднаш почна да зборува како бил блокиран, нели, во делот на неговите ставови кон Бугарија и слично. И сега ние имаме комплетно нов состав, ако сметаме дека Бујар Османи може би е некаков континуитет, а не е, имаме комплетно нов состав, кој што се расправа со ова прашање, без при тоа претходните искуства да ги има некој. Што се однесува на господинот Никола Димитров, пред месец дена имав една колумна по тој повод, во кој дадов опис на неговото дело и лик. Пошто се знаеме многу одамно, тој е преамбициозен човек и добро јас напишам, он ја чека 2024 година за последниот обид да конечно стане на високиот земјотрес. Веројатно земјотрес, да.
да... Или може би нешто друго, некоја механизација. Но добро, нема гајле. Нема ништо над нас цврсто, така е. Значи, он е преамбициозен човек и ово што го направи, тоа опште не е дипломатски. Што вика Njegуш, тоа го направи во зло добро, кад му време nije. Исто и што оваа афера сега е во многу лош тајминг. Со овие двајцата итни или веќе еден тамо, генерални конзули. И сменувањето на амбасадорката, односно именување на амбасадор во Софија, кој е нормално дека е потребен 2,5 години нема, со, како се шпекулира, амбасадорката од Брисел, е пак погрешен чекор. Ако е она во Брисел пола мандат и добро етаблирана, зашто сега да оди во Софија, во една држава со која имаме сосема друг проблем. Едина врска е што е членка на Европска унија. Значи, таа, по мене, би требало да си остане тамо кај што е, да си ја доврши работата која наводно добро ја води, а овде треба да се избере нов кандидат, секако не Бучковски. Така. Значи, ние немаме ни тука концепт, ни кадровски концепт немаме. Добро. Ако имате нешто да додадете, од моја страна толку би било. Да видам дали случајно нешто овде запишано недостасува. Следно видување ќе ни биде за книгата Дипломатија за почетници, тоа сум запамтил да знаете. Да. Ако имаме нешто да додадеме што сме заборавиле, слободно, се разбира и веќе следниот гостин ни е пристигнат, така што и согледачите ќе имаме можности да разговараме во однос на тема поврзана дополнително со друга многу актуелна работа. Добро, мислим, еве како резиме, не треба да се поценуваат конзуларните работи. Улогата на генералниот конзул е многу значајна. Соработата со амбасадорот во државата е многу значајна. Кадровските испраќања, профилите на амбасадорите па и на генералните конзули треба да се треба да се променат критериумите и со тоа може би да се почне со некоја нова систематизација прилагодена на сегашните македонски приоритети во надворешна политика. Сега сме ние во сосема друга ситуација. Имаме сега други приоритети према кои треба да се прилагоди и нашата систематизација натре и надвор во дипломатското консулните представништва. Амбасадоре Мисајловски, ви благодарам многу за издвоеното време и за тоа што бевте дел од Студио 10 и следно се гледаме за книгата, освен ако не се случи нешто во меѓувреме, иако мислам дека надежта за тоа е многу безнадежна. Јас благодарам Огнен за поканата, односно што ти текна да ме викнеш. Последни пат се видоме на еден прием у германската амбасада, ама тоа беше многу одамно пред пандемијата, веќе мене се ми е одамна. Ја можам само да се можам на некој начин да се извинам на моите колеги бивши од порано од МНР, што од време на време ги узнемирувам со вакви текстови, али тоа е све правено со добра намера. Така е. Благодарам многу, амбасадор. Благодарам.